Над 1 милијарда луѓе или околу 15% од населението во светот живеат со некој вид на инвалидност. Иако го представуваат најголемото малцинство на планетата, лицата со посебни потреби често се соочуваат со бариери кои им оневозможуваат потполно учество во сите аспекти на општеството. Токму 3 декември е меѓународниот ден на хендикепираните лица и е наменет за отстранување на тие бариери. Генералното собрание на Обединетите нации со резолуција од 4 октомври од 1992 година го прогласи овој датум за меѓународен ден на хендикепираните лица. Денот е избран во чест на годишнината од усвојувањето на светската програма на активностите за хендикепираните од страна на Генералното собрание, за да се подигне степенот на познавање и разбирање на проблемите на хендикепираните и да се зголеми свеста за сето она што ќе се добие доколку тие во секој аспект се интегрираат во општествениот и економскиот живот на заедницата. По овој повод, како и вообичаено, штитениците на Дневниот центар за лица со ментална или телесна попреченост во Крива Паланка организираа пригодна свеченост на која покрај нивните родители присуствуваа и веќе редовните гости при ваквите пригоди, градоначалникот Арсенчо Алексовски и неговите соработници од општината. Богата трпеза и неколку музички точки беа израз на благодарноста на овие наши сограѓани кон локалната самоуправа, која со или без повод никогаш не ги заборава. Представник на родителите ова го искаже јавно во името на сите родители, на што градоначалникот Алексовски се надоврза со ветување дека соработката и дружењето нема да запрат. Се ближат новогодишните празници и уште една нова можност за средба. Господине градоначалниче, доброшол. Од името на родителите и од името на децата ви се заблагодаруваме за соработката која треба и понатаму да продолжи. Благодарност имаме секогаш за празникот кога доаѓате увек нешто донасете, тоа е во корист или на децата, да што поминат овде и да се служат со апаратите, односно помошта која донесувате уште еден пат. Добродошол и со среќање ќе е празникот на децата. Денеска кога ви е празник, сакам на сите вас да ви честитам празник. Ви сакам здравје, среќа. Еве, ние секоја година во разговор со вашите одговорни се договараме што да ви донесеме како подарок за овој ваш празник. Еве, оваа година ни кажа дека имате потреба од една мултифункционална машина печатар и ова. Со среќа да го користите, да си минува вашето време тука, да се играте, да се разонадувате. Нека ви е среќен празникот и многу здравје и среќа. Знаејќи ги условите и можностите за функционирање на оваа установа во рамките на сопствените ингеренции, првиот човек на нашиот град изрази поддршка за надградувањето на активностите на центарот, како и за поуспешна интеграција на лицата со посебни потреби во средината во која живеат. Настрана од редовната подкрепа, како и во секоја друга пригода која ќе му се укаже, Алексовски уште еднаш во име на сите кривопаланчани на дело демонстрираше дека овие лица не се заборавени. Еве, секоја година, 4-та година поред, јас доаѓам ги посетувам на некој начин да го одбележиме овој нивен ден, да им посакаме здравје, среќа, радост. И денеска ги посетивме, им донесовме еден подарок. Така ние се договараме што имаат потреба, тие ќе ни кажат и го одбележуваме на некој начин овој ден. Инаку јас како градоначелник, како општинска, како локална самоуправа, секогаш ќе ги поддржуваме и ги поддржуваме. Пред неколку дена со општинскиот автобус ги пративме да во посета на Скопје, беа да ја посета зоолошката градина. Така да овие лица не се заборавени, ние во секој случај ќе водиме грижа во рамките на можностите, во рамките на ова кои се нашите ингеренции. Па на овие луѓе навистина има потреба да се помогне. Јас себе ќе ги повикам сите наши сограѓани, нека се вклучат сите во овој дел. Многу значи на овие деца да им се помогне, многу значи на овие наши сограѓани да им бидеме од помош, да им подадеме рака на некој начин за било каква помош. Секој во рамките на можностите, секој во рамките на она што смета дека треба да им биде помогната и во рамките на она што самиот мисли дека може да им помогне. Не мора тоа секојаш да биде во материјално, може и некојаш да биде и морално, може да биде и онака помош, но овие луѓе не треба да бидат заборавени, тие се дел од нашиот град, тие се дел од нас и сметам дека заслужуваат да имат едно внимание.
За жал, сепак мора да констатираме дека хендикепираните лица се уште се соочуваат со предрасуди, маргинализација и дискриминација, а до донесувањето на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со инвалидност практично беа невидливи граѓани во општеството. Ниту една пречка на влезовите во некои институции не е толку голема колку предрасудите на околината. Луѓето кои секојдневието им го посветиле на овие херои велат дека лицата со посебни потреби не треба да се товар на општеството, туку можат да станат активни членови и да придонесуваат во него. Ако се отстранат пречките, и лицата со хендикеп можат да придонесуваат еднакво како и сите други граѓани во сите области на општественото живење. Еден од најдобрите примери за можностите на овие луѓе е нашата шампионка Оливера Наковска-Бикова, која летово на лондонската параолимпијада се избори за првото најсилно одличие на нашата земја на вакво престижно надпреварување. Битолчанката уште еднаш не потсети сите нас за огромниот потенцијал што во себе го имаат лицата со инвалидност, истовремено инспирирајќи ги преостанатите.